Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Секако за детали повеќе околу земјотресот, кој го спомена колешката Елена во следното издание, кога и ги очекуваме по конкретните податоци, барем за тоа што стануваше утро во околу 7 часот и 30 минути. Минуваме на останатите информации. Судија на претходна постапка му одреди 30-дневен притвор на поранешниот државен правобранител, а сегашен адвокат Фахми Стафа. Се стравува од бегство и влијание врз сведоци за истрагата во која тој се осомничи за примање на подкуп од 50.000 евра. Подкупот го земал за да наводно влие врз судија од Скопска апелација за укинување на притворот на бегалецот Љупчо Пецов, викан Ѓаволот. Уапсен е поранишниот државен правобранител Фахми Стафа. Му било дадено мито од 50.000 евра за да влие врз апелационен судија, за да му се укине притворот на Љупчо Пецов Ѓаволот, кој е во бегство и осумничен за финансиски криминал во случајот Синџир, дознава Сител. Парите му ги давала сестрата на Пецов на дверати во рокот 2 месеци, а со нив требало да го подкупи и судијата во апелација. Првично барал 100.000 евра за да влие на судијата да му го укине притворот на лицето кое е надостапно на органите на прогонот и против кој обвинителството за гонење организиран криминал води друга постапка за дела против јавните финансии, платен промет и стопанството. На 6 октомври примил дел од побараниот износ и тоа 30.000 евра, што му ги дала сестрата на лицето во бегство. На 13 декември директно побарал и примил уште 20.000 евра како дел од подкупот, што го барал за да го даде на судијата. Непосредно по примањето на паричните средства, осомничениот е лишен од слобода и кај него се пронајдени парите, соопшти од обвинителството. Поради опасност од бегство, можност да изврши нови кривични дела или да влие на постапката, обвинителството испрати предлог до судија на претходна постапка за определување на притвор. Но дали на судијата му бил даден подкуп, дали пријавил судијата или сестрата кој му ги давала парите на Стафа, обвинителството засега не објавува детали. Стафа беше правобранител од 2018 година, но беше разрешен на владина седница во 2022. По неговото разрешување тој проложи како адвокат. Љупчо Пецов, во јавноста познат како Ѓаволот, има богато полициско и судско досие, но и значителен број добиени тендери за нафта во време на претходната власт. Пецов, кој е во бегство, е обвинет за затајување на данок во повеќе предмети, меѓу кои случајот Синџир. Со законот имал проблеми уште во 2013 година, кога заедно со мајка му и татко му беше осуден на 7 години затвор за криминал тежок околу 3 милиони евра, поврзан со злоупотреби на тендери за нафта во аферата Керозин. И покрај тоа само лани од државата добил 74 тендери со вкупна вредност од над 2 милиони евра. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Премиерот го повика јавното обвинителство да се позанимава со позициите на СДСМ за мигрантите. Тој препознава говор на омраза, ширење страв и паника и ксенофобија во нивните пораки. Власта подготви своевидна контрарезолуција за осуда на манипулациите на опозицијата и против нелегалната миграција. СДСМ тврди дека се ова е обид на власта да ја заобиколи темата и да донесе мигранти за пари од Велика Британија. Премиерот Мицковски бара обвинителството да провери дали опозицијската СДСМ ја нарушува безбедноста во државата, предизвикувајќи паника и немир кај граѓаните, со тоа што тврди дека ќе дошле мигранти покрај тоа што државните органи тврдат дека тоа нема да се случи. Напротив, вели Мицковски, СДСМ во времето на Заев изработиле национална стратегија за мигрантска политика во која се предвидени мигрантски кампови. Тогаш бевме обвинети дека сме ксенофобични и дека сме ксенофобична партија и сега наеднаш ние станавме полиберални од овие либерални левичари од СДСМ. Мислам, тоа е невозможно. Тоа е невозможно. И еве ќе дојде февруари, ќе дојде март, ќе нема мигранти, па ќе дојде јуни, ќе нема мигранти и тогаш што правиме? Тогаш каков ќе биде одговорот од тие PR експерти што ги учат овие во СДСМ? Затоа велам, мора и тука обвинителството да се позанимава со оваа тема, затоа што во кривичниот законник ова е својден еден вид на насилство, создавање паника, немир кај граѓаните, затоа што ако еднашка, два пати, три пати демантирате и вие континуирано продолжите со оваа тема,
Че вие имате намер, имате тенденција да создадете несигурност, паника, страв кај граѓаните и вие мора кривично да одговарате за тоа. Со цел да се спречат, како што велат од ВМРО ДПМН, лажните информации, поради тоа што се работи за прашања осетливи за безбедноста, власта најавува своја собраниска резолуција за осуда на манипулациите на опозицијата и потврда на политиките против нелегалната миграција. Се поништуваат сите претходни аранжмани на владата на Заев, поврзани со мигрантски кампови, и се повикува на одговорен, јасен говор, заштита на безбедноста, стабилноста и меѓуетничките односи. Исто така, се констатира дека свесното ширење дезинформации ќе биде санкционирано согласно важечките закони. И од коалицијската знамна линија со Мицкоски. Во Македонија простор за отварање на мигрантски кампови нема и знам дефинитивно нема да даде во ниту еден момент подршка на било каква активност во однос на оваа прашање. Од партијата на Филипче пак не отстапуваат од тоа дека Мицкоски договорил преземање на мигранти од Велика Британија и тоа бидејќи немало пари во буџетот, но и за да државата остане изолирана од Европската Унија. 27 земји членки на Советот на Европа јавно бараат ревизија на Европската конвенција за да се олесни депортацијата на мигранти. Каде ќе одат тие луѓе? Во земји надвор од ЕУ, како Македонија. Доколку во Македонија се донесат мигранти, осудени за сериозни кривични дела, тоа ќе значи директна закана по безбедноста на државата. На ВМРО ДПМН и одговара Македонија да остане изолирана. Ова е нивната вин-вин ситуација. Британија депортира мигранти за пари, а ДПМН добива изолирана држава во која непречено продолжува кражбата. Од СДСМ додаваат и дека во контрарезолуцијата на власт немало јасна одредба против носење мигранти од Британија за пари, туку игра на зборови и обид за поинакво дефинирање на мигрантите. Мигрантите се луѓе кои ги напуштиле своите домови и избегале во други земји поради војната што ги погодила во нивната земја. Не постои начин да бидеш легален или нелегален мигрант кога бегаш од војна и ја напушташ својата татковина. Пред неколку дена Мицкоски по изјавата ако некој види нелегален мигрант до пролет, токму преку дефинирањето на нелегални мигранти, објасни дека се обидуваат со дефиниции да го избегнат она што стои за сето ова, а тоа е мигранти за пари. Мигранти во јуни во Македонија, реагираат од СДСМ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Лидерот на СДСМ Венко Филипче вели дека повикот на премиерот до јавното обвинителство е мотивиран од страф од вистината за мигрантите. Тој во тема на денот во дневникот на Сител најави дека во вторник партијата ќе избере и ново раководство. Сметам дека Мицкоски е уплашен од вистината и затоа посегнува по сите механизми, вклучувајќи и закани. Најмалку има право тој да зборува. Да ја потсетам кога собира потписи за против некакви мигрантски напливи пред неколку години во ВМРО ДПМН. Да ја потсетам кога предупредува на кантонизација на земјата и така натаму меѓунационални судери, па тој најмалку има право да зборува тука, но да го оставиме тоа на страна. Сметам дека е уплашен од вистината, дека наскоро ќе излезат и многу други поконкретни работи во однос на овој договор и сега нема што да прави, се заканува со обвинителство. И тоа е класичен метод на дефокус. Тоа се работи кои што сме ги гледале во минатото и сметам дека е апсолутно само страф од вистината и ништо друго. Оставките не се констатирани и треба да се констатира на следниот составок на Централниот одбор, кој што ќе го закажеме за вторник и тука ќе се избере новото партиско раководство, новите подпредседатели и новите членови на извршниот одбор, практично една нова сила во партијата, една комбинација на искусни и млади кадри, ги адресираме сите наши групи, се отвараме фронт поради многу широката корупција на власта и со граѓаните, со младите луѓе, со сите политички чинители, со граѓанскиот сектор, зашто веќе се почнати состаноци, поради тоа што ние мора да ставиме крај на оваа криминална власт.
Исплата на сите буџетски корисници, како и помошта за граѓаните и фирмите, ќе се врши од Трезорот до 31 декември. Трезорот не се затвора денеска, а премиерот само ги повикал државните институции да не го чекаат крајниот рок и навреме да ги достават налозите. Административците нема да останат без плата и К15. Трезорот не се затвора утре. Премиерот Мицкоски вели дека само ги повикал државните институции да не го чекаат крајниот рок и навреме да ги достават налозите. Исплатата од буџетот нема да запре, вели премиерот, но искуството покажало дека дел од институциите го чекале последниот момент да ги достават налозите. Годините наназад, ево јас прв пат минатата година имав такво искуство, тоа беше 24-та кон 25-та, некако како во 5 до 12 се случуваше и потоа останаа некои работи не до завршени, веќе физички едноставно не можеше Трезорот сето тоа да го сработи. Се разбира дека нема на 15 декември, сега ако некој дојде на 20, готово клучот на врата, завршена е работата, се разбира дека толеранција ќе има, но идејата е да работиме со план, да имаме свесност дека е потребно сето тоа да биде реализирано на време. Опозицијската СДСМ пак обвини дека буџетот е празен и затоа се доцни со сите исплати. За прв пат во историјата, утре, 15 декември, се затвара Трезорот. Државата доцни со сите исплати. Нема пари за плати, нема пари за пензии, нема пари за социјална помош, нема пари за породилно, нема ниту пари за поврат на ДДВ. Дупката изнесува најмалку 1 милијарда евра. Инаку втора година поред административците ќе добијат и регрес за годишен одмор. Сумата која треба да им легне на сметките до нова година изнесува 12.370 денари. Пари за ова се обезбедени, вели Мицкоски. Исплатата на сите буџетски корисници, како и помошта за граѓаните и фирмите, вклучувајќи го и повратот на ДДВ. Согласно законот се вршат од Трезорот до 31 декември. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.